Колку инкасира државната каса од даноци? Дали пробниот период на e-фактура ја потврди подготвеноста на системот за доследна примена? Во тема на денот гостин директорката на Управата за јавни приходи Елена Петрова. Добро вечер и добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер и добро вечер на сите гледачи на Дневникот. Директорка, ајде да започнеме со солидарниот данок. Некаде 2023 година над 150 компании уплатија 50 милиони во државната каса. Откако неуставен падна законот, државата сега треба да им ги врати парите. Најавите дека исплатата ќе започне во март. Дали истата веќе се процесуира? Да, значи веќе може да компаниите што бараат враќање на платениот данок на солидарност може да почнат да ги поднесуваат барањата. Барањата се поднесуваат до УЈП, образецот, пропишаниот образец на барање и сите други детали околу постапката се објавени на веб страницата на УЈП и како што кажавте, враќањето започнува, една транша ќе се врши овој месец и уште една транша во март 2027. Значи ќе треба никаде крајот на март следната година да се заокружи исплатата на овие 50 милиони. Од 1 јануари стартуваше првата фаза на e-фактура. Тој е долго очекуван проект, меѓутоа е една голема и обемна реформа што треба да ја спроведе Управата за јавни приходи. Треба да се минимизира ризикот од злоупотреби од такви фиктивни фактури кои што честопати ни се појавуваат, па да речеме и ја засилуваат таа сива економија која што ја имаме. Каков е исходот досега еве од тест периодот? Да, од почетокот на годинава почна пилот имплементацијата или тестирањето на платформата e-фактура. Во оваа фаза се вклучени поголемите компании кои имаат собствени системи за фактурирање, како и IT провайдери кои развиваат такви софтвери. Значи, целта на оваа фаза е да се тестира интеграцијата или поврзувањето на софтверите на компаниите со платформата e-фактура. Каков е исходот до сега? Значи, во овој процес до сега се вклучени околу 180 компании со 500 регистрирани корисници на платформата и до сега се креирани 1800 тест e-фактури. Колку се подготвени бизнисите? Да речеме, колку се малите фирми? Јас верувам дека оваа реформа е тежина за нив. Значи, колку се тие подготвени и што тие треба всушност да направат? Па да, точно е дека нема еднакво ниво на техничка подготвеност и дигитална зрелост за сите компании, но не треба да стравуваат овие микро и мали компании, бидејќи за нив се обезбедени бесплатни решенија, значи клиентска апликација и веб портал. Во текот на вториот квартал од оваа година ќе започне следната фаза на тестирањето, која ќе биде наменета токму за овие микро и мали компании, односно ќе се тестираат бесплатните апликации, при што, бидејќи ќе се работи за масовен процес со вклучување на голем број компании, УЈП ќе обезбеди соодветна поддршка на целиот процес, обуки, технички упатства, директна техничка помош и така натаму. Значи, нашата цел не е само да воведеме законска обврска за издавање на e-фактура, туку и целиот овој процес на адаптација на компаниите, сите и големите и микро и малите компании, нивната адаптација да биде стабилна, навремена и успешна. Колку пари инкасира државната каса од собирањето на даноците од она што бизнисот го плаќа? Па 2025 година имавме стабилен раст на приходите и во националниот буџет од даноци и придонеси беа инкасирани 4 милиарди и 426 милиони евра. Со тоа планот за 2025 година беше исполнет со 98,5%, што е висока реализација и оваа мала разлика не е некое системско одстапување, туку е точно дефинирана разлика од што произлегува. Годинава исто така ја започнавме со силен старт. Во овој период, јануари-февруари, имаме пораст на платата во однос на истиот период од минатата година. Ќе го издвојам данокот на додадена вредност, што се плаќа по даночните пријави, значи данокот за прометот во земјата, каде што во месец јануари имавме највисок раст кога се прави споредба на месецот тековната година со иста или соодветен месец од претходна година. Значи, ова стабилност покажува во наплатата на приходите, покажува всушност дека имаме стабилна економија, цврста даночна дисциплина и ефикасност на мерките на УЈП. Ете да видиме, верувам дека има и должници, колку да речеме граѓаните и компаниите должат на државата.
Според јавно објавените податоци, односно листата на должници, околу 6000 граѓани и компании должат даноци и придонеси во вкупен износ од 198 милиони евра. Значи, ова е навистина значајн износ, но мора да го гледаме во еден поширок контекст. Имено од овој износ околу 2/3, тоа е некаде околу 130 милиони евра, е долг на само 2 до 3% од должниците. Или околу 40% од овие 6000 должници се повторуваат на листата долги години, уште од пред 2019 година. Тоа покажува дека листата на должници е некоја застарена архива, статистика и ние сега поминуваме на процес на нејзино прочистување. Донесовме стратегија за реална и управлива листа на должници и други мерки кои што треба да овозможат да дојдеме до таа цел, реална листа на должници. Така воведуваме центар за даночно извршување, со што треба да го зајакнеме капацитетот за теренска работа и лоцирање на имотот на должниците. Правиме промени во внатрешната организација за да се раздели она постапување од едноставните случаи, рутинско постапување, а на друга страна да биде постапувањето во сложените случаи каде што имаме специфични мерки. И уште поважно, значи, покрај овие застарени долгови кои што се наоѓаат на листата, во УЈП проактивно постапуваме, ги следиме долговите и не дозволуваме, со соодветни мерки, не дозволуваме да се случуваат многу нови долгови кои што понатаму ќе ја оптоваруваат листата на должници. Значи, нашиот фокус е на ефикасна наплата, што за честните и одговорни даночни обврзници значи праведност. За инспекцијските контроли ќе ве прашам дополнително, но не значи ова дека кога се ревидира една ваква листа што вие спомнувате уште од 2019 година, дека ќе им се простат долговите на тие кои што не, има законски мерки како се постапува и со тие застарени долгови. Ајде видиме сега колку државата им должи на бизнисите по основна поврат на ДДВ и дали истиот се враќа континуирано. Каде би имало да речеме во целиот овој систем некаде застој? Па кога зборуваме за повратот на ДДВ, јас сметам дека не треба да се зборува за долг на државата кон даночните обврзници или кон стопанството, бидејќи повратот на ДДВ е еден динамичен и континуиран процес. Значи, кога зборуваме, јас најчесто наведувам податок за разлика меѓу она што го побаруваат компаниите во одреден период и она што е исплатено од страна на државата во тој период и се појавува одредена разлика, меѓутоа секогаш таа разлика е една моментална, тековна состојба која може веднаш да биде сменета. Така пред, да речеме, 1 до 2 седмици, исто гостував на една телевизија и ги дадов податоците за 2025 година и првите 2 месеци од 2026 година. Значи, во тој момент разликата меѓу износот што го побарувале компаниите и исплатениот износ од страна на државата беше околу 15 милиони евра. Сега е нешто над 10 милиони евра. Значи, сега ќе доспеат новите ДДВ пријави. Ќе има други исплати, така да на континуирано се менува тој износ. Она што е важно е дека ние како УЈП целосно аналитички пристапуваме во разгледувањето и одобрувањето на овие побарувања за ДДВ. Значи, таму каде што анализите покажуваат дека состојбата е чиста, повратите се реализираат, значи, во соодветен рок, односно без застој. Значи, се базира на тие инспекцијски контроли. Така е. Хајде да видиме, никаде пред Нова година во јавноста проструја информации дека ќе се укине повратот на ДДВ или од страна на граѓаните, оние кои што скенирањето, популарните скенирања на сметките. Меѓутоа, некаде во овој период сега што изминува, имаше пак информација дека ќе се дуплира износот. Кои се фактите? Значи, кога зборувам за мој ДДВ, секогаш почнувам со фактот дека нема никаква одлука за укинување на мерката, ниту пак некои други одлуки за некаква промена на мерката. Фактите е да зборуваме околу исплатата, колку средства се исплатени. Значи, износот што се исплаќа на граѓаните континуирано расте како апсолутен износ во текот на годините. Така, за 2023 година се исплатени 47,4 милиони евра, за 2024 година се исплатени 54,5 милиони евра, а за 2025 година се исплатени 57 милиони евра. Значи, тоа е
јасен раст во апсолутен износ, но гледано како во некој релативен износ, значи секоја година износот што се исплаќа излесува околу 4% од годишната нето наплата на ДДВ. Се ни ми одговоривте дали ќе се зголемува во понатамушниот период? Не, реков дека нема никаква одлука за промена на мерката. Значи останува сега како што е 2100 динари максималната вредност што може да ја добијат оние граѓани кои што ги скенираат сметките. Каде се зајакнат инспекцијските контроли најмногу? Па од минатата година фокус ставаме на оние дејности и економски активности каде што има многу готовина, бидејќи готовината нели ја подхранува сивата економија, а сме фокусирани на активности и мерки за намалување на сивата или неформалната економија. Во таа смисла и во моментов имаме фокус на угостителството и тоа оние активности кои што се однесуваат на приготвување и послужување на храна и пијалаци, каде што анализите ни покажуваат дека има погрешна примена на даночните стапки за ДДВ. Исто така работиме, се подготвуваме значи со анализи да работиме во делот на сместувачките капацитети во особено оние за краткотраен престој и дистрибутерите кои се вклучени во синџирите на снабдување на угостителството и трговијата на мало. Значи се што е поврзано каде што може да има работа со готовина која што е поврзана со неформалната економија. Она што е битно е дека фокусот или изборот на дејностите и особено селекцијата на фирмите кои што се контролирани се базира на анализа на ризик и фокусот е на материјалната вредност на ризикот, односно таму каде што проценуваме дека може да има најголеми загуби на приходи во буџетот. И таквиот пристап дава резултати. Така минатата година од контролите имаме утврдено дополнителни даноци во износ од 70,5 милиони евра, што е за над 50% повеќе во однос на 2024. Јас се благодарам што бевте гостин во Дневникот на Македонската телевизија во тема на денот. Благодарам и на вас.